Општина со деблокирана сметка и без долг од 200.000 евра. Ваква Брвеница посакува да види и кандидатот за градоначалник Тодоровски и председателот на ВМРО ДПМН Груевски. Според Груевски, нивната визија е зголемување на стандардите во општеството, правење проекти и реформи, создавање дела. Особено внимание, како што рече, посветиле на земјоделците и субвенционирањето во оваа гранка. Оваа година 2013 предвидени, планирани, обезбедени и веќе се распределуваат, зависно во која сезона за кои култури, земјоделски, нови 135 милиони евра во една година за земјоделците и за земјоделието. Веќе за следната година се планирани нови 140 милиони евра, а за 2015 нови 150 милиони евра за македонските земјоделци и земјоделие. Тоа е влада што ветува и исполнува, ама исполнува и повеќе од тоа што го ветила. Ние никогаш не сме дале ветување дека ќе ги решиме сите проблеми ваши. Такво ветување ако ви дава некој, тој ве лаже и бегајте од него. Ние даваме многу конкретни ветувања. Ветувања во програма, добро обмислена, добро прерачуната, дали ќе може тоа да се исполни, колкав е буџетот, каков е буџетот, што ќе направи градоначалникот, што владата да му помогне, за да не се обрукаме и да дојдеме по 4 години, да ве погледнеме со крената глава и со чист образ. Тодоровски, како што посочи на синоќешниот митинг во Брвеница, ќе се зафати со подобрување на инфраструктурата во сите населени места, подобрување на условите во образовните и спортски институции, чистење на речните корита и каналите за наводнување, или 77 проекти неопходни за нормално и достојно живење во општина Брвеница. Изградба на фекална и атмосферска канализација во Брвеница и Долно Седларце со поддршка од владата со одобрени 22 милиони денари. Изградба на клучката Брвеница на автопатот Тетово-Гостивар, кој проект чини 60 милиони денари и ќе се реализира со поддршка од владата на Република Македонија. Локален пат од Брвеница кон Долно Седларце, локален пат од училиштето кон црквата во Горни Челопек, асфалтирање на патишта кои водат до верските објекти во Теново, Блаци и Волковија, поплучување на улици во Милетино, Радиовце, Блаце, Стенче и другите населени места. Изградба на тротоари низ предвидените населени места, решавање на проблемот со атмосферската вода во село Милетино, поплучување и холтикултурно уредување на центарот на Брвеница и новото мало во село Радиовце. Поставување на штедливи сијалици низ сите населени места, подобрување на инфраструктурата и техничкото опремување на училиштата. И за таа цел приоритетно очедуваме со новото монтажно училиште во село Долно Седларце, реконструкција на училиштето во село Стенче, како и подобрување на условите во сите подрачни училишта. На локалните избори, Коалицијата за подобра Македонија во Брвеница освои 5 советнички места, за кои кандидатот за градоначалник од оваа партија смета дека ќе му бидат добра поддршка за реализација на зацртаните проекти.